Почитувани, скандал од невидени размери е тоа што вице-премиерот во владата на Заев и Социјалдемократскиот сојуз Кочо Анѓушев си доделил преку државната ЕЛЕМ тендер во износ од 2.600.000 евра на фирмата која е во негова собственост Феро Инвест. Ваквиот криминален тендер покажува дека Кочо Анѓушев само го пресликува работењето на неговиот ментор Зоран Заев, кој преку општина Струмица ја празнеше општинската каса. Неиздржано и подценувачко е правдањето на милионерот Анѓушев дека тој не бил управител, туку само собственик на фирмата Феро Инвест. Тоа значи дека парите повторно завршуваат во неговиот джеп. Внимавајте! Криминалниот тендер на ЕЛЕМ ќе овозможи вице-премиерот Кочо Анѓушев да го зголеми своето богатство над 30 милиони евра. И тоа на грбот на граѓаните на Република Македонија. Очигледно дека криминалната влада на Социјалдемократскиот сојуз ја интересираат само тендерите и енормното богатење на клановите на власт. Анѓушев единствено се грижи за профитот на своите фирми, бидејќи за работа во интерес на граѓаните видовме дека не го бива. Обвинителството треба да утврди кривична одговорност за тоа како се влијаело и под кои услови тендерот припаднал во рацете на фирмата на вице-премиерот Анѓушев. Потребно е итно поништување на тендерот, како и оставка на милионерот Анѓушев. Она што ќе се памети Анѓушев се милионерските тендери на неговите фирми, како и либерализацијата на струјата која ја најавува и за која се бори, а со цел неговите фирми да добијат повеќе профит, а граѓаните да добијат поскапи сметки за струја. Но на криминалот ќе се стави крај. Крајот ќе биде на 15 октомври, кога граѓаните ќе кажат што мислат за нечесното работење на владата на Заев и на Социјалдемократскиот сојуз.